Почитувани граѓани, четвртиот министер за здравство во оваа влада за неговите 100 дена како министер покажа целосна негрижа за граѓаните, но и за медицинските лица. Тој се покажува како лик кој целосно се вклопува во корумпираната и криминална влада предводена од СДСМ и ДУИ. Додека нема лекови, нема термини за преглед, нема термини за било каква медицинска интервенција, на министерот за здравство приоритет му е како граѓани од други држави да се лечат во Македонија. И тоа ни помалку ни повеќе, туку под исти услови како и граѓаните на Македонија кои цел свој работен век плаќаат за овој здравствен систем. Нејасно и треба да се даде одговор во јавноста. Колку оваа мерка ќе ги чини македонските граѓани и како ќе дојдат тие на ред во здравството во Македонија. Освен негрижа за граѓаните, која треба да му биде приоритетна на секој министер во секторот здравство, има целосна негрижа и за медицинскиот персонал. Медицински персонал нема, постојано бега од државата, ама затоа министерот за здравство ги дискредитира и оние малку кои се останати. И додека вели ќе ги укинам организацијските директори, во меѓувреме си тера и си менува и си назначува токму организацијски директори. Разрешува и медицински директори, а јавноста не е информирана која е постапката за стручност при разрешување и избор на нови директори. Печат на министерувањето на Фатми Меджити до сега се две работи. Целосна негрижа за граѓаните во државава, второ, целосна негрижа за медицинскиот кадар. Поради ова бараме, прво, да почне да работи транспарентно, второ, да каже по кои критериуми ги избира новите директори. Низата на проблеми, стратешки грешки и слично не се намалува и покрај назначениот четврт министер во здравство. Токму, поради тоа, оваа власт мора да замине што поскоро и да почне процес на обновување на различните сегменти во државата. Во неговото министерување само се таложат проблемите и има се повеќе грешки. Токму затоа мора да замине час поскоро оваа ненародна власт. Ви благодарам.